Добро вечер, почитувани гледачи, добродојдовте последно издание на Што мисли народот во 2025 година. Знаете, традиционално на некој начин ова е секогаш пред новогодишно интервју со градоначалникот на општината Штип, а градоначалник на општината Штип и после овие избори кои што ги имавме во 2025, многумина ќе кажат очекувано е Иван Јорданов, кој што во наредните 4 години ќе биде на чело на општината, која што расте и се развива, многумина оценуваат најбрзо растечка општина во државата, а тоа секако е и товар за еден човек кој што треба да ја води, затоа што кога ќе наметнете едно темпо, нормално треба и да го одржувате. Тоа е задача која што сам некој се ја поставува и треба да оди по чекорите кои што ги започнал. Градоначалниче, добро вечер. Добро дојдовте во студиото на ТВ Стар. Добро вечер и од мене. Поздрав до сите гледачи. Благодарам на можноста и на поканата и сум сигурен дека во вечерашнава емисија ќе искомуницираме различни теми поврзани за плановите за развој на општина Штип. Денеска се погоди некако денот во кој што беше изгласан и буџетот на општината. Имавте рекорден буџет е изгласан и денеска промовиравте, презентиравте каде и што ќе се работи. Овде ќе споменеме и за сетото, но на крајот на годината секој се свртуваме на претходната. Реков дека Штип на некој начин, јас не го сакам многу зборот градежна офанзива, меѓутоа е во некоја развојна офанзива. Некој нов лик добива. Колку, ако се вратиме минатата година на интервјуто пред нова година, колку очекувавте дека овде ќе стигне градот во својот развој? Кај што е моментално? Па имајќи во предвид дека 2025 година, која веќе изминува, е изборна година и во рамки на изборниот процес општината, администрацијата е ограничена во своите капацитети и можности. Знаете дека во тој изборен период од неколку месеци имаме административни забрани за оттуѓување, за издавање на одобренија и слично. Така да, имајќи го ова сето во предвид, генерално сум задоволен од тоа како беа завршени планираните активности, секако дека доколку овие неколку месеци, доколку 2025 е била година во која изборниот процес не би го практично стопирал развојот и динамиката, би изгледал градот многу поразлично со веќе завршени отпочнати проекти. Еве, овде би ги напоменал проектите кои се во фаза на реализација, мислам на спортскиот центар Джексон, на паркот Иднина, на обиколницата, на други проекти, но генерално сум задоволен од динамиката и од тоа како се завршија процесите кои беа започнати во оваа година, имајќи ги во предвид сите околности, сите фактори кои влијаат на функционалноста, на продуктивноста на јавната администрација и на реализацијата на она која што е зацртано. Но добро, што е она што според вас, доколку не беше изборна година, можеби ќе беше во некоја понапредна фаза, бидејќи споменавте спортскиот центар Джексон, паркот Иднина кон населба Баби, веднаш спроти Лидл, кој што се гради, булеварот кон населбата Баби, Партизанска, ако не се лажам, и после долги години нешто што не успеало 30-тине години да се говореше, дислоцирањето на објекти кои што не им беше местото таму, тоа беше незамисливо долги години да се оствари. Зашто некако добивам впечаток како да не сте до крај задоволни. Говорам поради изборите, дека сте очекували дека можеби нешто понапред ќе биде. Објективно, имајќи во предвид дека развојот на општината зависи од капацитетите со кои што располага државата и општината од аспект на економски оператори кои работат. Имајќи во предвид дека во изборниот процес сите општини брзаат за да ги завршат своите активности, најголем дел од економските оператори кои работат, вклучувајќи ја и општина Штип и другите општини, имаат ограничени ресурси, сакајќи да одговорат на сите барања на општините, немаат доволен капацитет. Сигурен сум дека во поинакви услови
фокусот кон објектите кои што се започнати да се градат од страна на економските оператори би бил посилен, подинамичен и побрз. Објективно гледајќи, ова е една од причините заради која што, еве да кажам, сите општини кои се трудеа да ги завршат веќе почнатите проекти, нормално дека ги комуницираат економските оператори кои ги работат овие проекти и дека согласно ограниченоста која имаат по број на вработени, по можност која што им стои на располагање, не успеавме до крај согласно предвидениот динамичен план да ги завршиме сите проекти, но не само ова, од аспект на ефикасност, анализирајќи ги работите, мислам и од аспект на тоа дека општината можеше да генерира повеќе приходи, но заради изборниот процес неколку месеци согласно изборниот законник беше забрането оттуѓување на градежно земјиште, наплата на одредени давачки кои сигурен сум дека ќе придонесоа, ќе рефлектираа поголем буџет за 2026 година, затоа што приходите кои се планираат за следната година во голема мера зависат од приходите кои ги имате во тековната година. Доколку имате поголем прилив на приходи во тековната година, можете да планирате поголем буџет и поголем развој. Затоа велам дека изборниот процес влијаеше на реализацијата на проектите, но и на приходите и планираниот буџет кој денес го усвоивме. Ајде да гледаме развојот на Штип, бидејќи повеќето луѓе се согласуваат дека расте и се развива со некој позабрзано темпо отколку некои други средини во источниот регион. Што ќе значи за целиот регион растот и развојот на Штип? И што ќе значи во поглед на можноста за подобар економски развој на компаниите кои што се во него во градот? Штип е географски центар, но веќе прераснува во административен, образовен, здравствен центар кој ги практично анимира сите жители од околните населени градови и од околните населени места. И ако направите една анализа на дневна основа колку жители, граѓани на околните градови го посетуваат Штип, процентуално е сигурно 1/3 од луѓето кои се присутни на дневна основа во Штип се луѓе кои живеат во околните населени градови и места. Самата потреба да завршуваат одредени активности, административни или било какви во Штип, ја зголемува побарувачката на место за живење во нашиот град и сето ова влијае на развојот на општина Штип. Пропротно на оваа побарувачка, ние како локална самоуправа го следиме тој тренд на зголемена побарувачка и трендот на инвестиции кои го проследуваме во нашиот град преку проектите кои ги реализираме, правејќи го Штип нормално инфраструктурно помодерен, поуреден и попривлечен за престој, за домување компаративно со останатите градови од регионот. Јас верувам дека оваа тенденција како ќе минува времето ќе се зголемува затоа што природно е, имајќи ги во предвид глобалните промени, дека Штип ќе се зголемува, ќе се шири, затоа што побарувачката од ден на ден се повеќе и повеќе се зголемува за недвижности, за оние жители на околните градови да имаат свој имот во нашиот град, затоа што некако го врзуваат капиталот кој го поседуваат во сигурна недвижност која не губи од вредност. Имајќи го сето ова во предвид, ние како локална самоуправа мораме да ги следиме овие трендови и мораме паралелно на оваа состојба да создаваме инфраструктура. Ако досега главниот акцент на локалната самоуправа е бил тековно одружување на веќе постоечката инфраструктура, во голем процент и во голема мера во последните неколку години планираме да создаваме нова инфраструктура. Тоа значи нови сообраќајници, нови патишта, нова водоводна и канализациона мрежа, нови паркови и нови зони за домување. И во име на ова, следната 2026 година ќе отпочнат неколку процеси на создавање на нови населби, кои верувам дека еден голем процент
ќе бидат создадени од луѓе кои можеби во моментов живеат во други населени места, помали населени места од Штип. Овде мислам на населбата помеѓу Сењак 4 и Баби, која е населба со индивидуални куќи, повеќе од 80 плацеви за индивидуални куќи, која населба верувам дека доколку процесот започне на оттуѓување на плацевите во 2026 година, дека до крајот на мојот мандат ќе биде инфраструктурно уредена и веќе вселива за собствениците на имот кои ќе се стекнат по пат на јавно надавање. Да продолжам понатаму, ние веќе го тестиравме интересот за населбата Долж Три Чешми кон спортскиот аеродром и веќе 20 парцели плацеви за исто куќи се оттугија, се продадоа, така да во периодот кој што следи, мислејќи на 2026 година, исто сум свесен дека во голем процент е возможно и овде да дојде до зголемен интерес и откупување на останатите стотина плацеви за индивидуални куќи и за формирање на уште една населба. Паралелно на ова, со изградбата на обиколницата од населба Железничка, населба Пребег до Плуждино, се развива перспективно на среден рок еден потек, еден предел кој досега не бил урбанизиран. Примарната намена на овој дел е домување со лесна индустрија и деловна намена, што значи дека на еден среден рок за 5 до 10 години, овде кога ќе се создаде инфраструктура, а очигледно е дека инфраструктурата се создава затоа што сообраќајницата веќе се гради, 2 резервара за вода, стигната е практично до регионалниот пат кон излезот од Штип. Така е, што има поврзување, ќе има развој. Така да, општината ја планира и оваа зона за идно проширување на градот. Да ја напоменам исто така и зоната кај некогашното нервно оделение. 20.000 метри квадратни површина која со носењето на новиот детален урбанистички план на тој опфат, сум сигурен дека ќе побуди интерес кај приватни инвеститори за практично градба на колективни згради. Така да, кога ќе ги сублимирам сите овие 4 зони за домување, верувајте дека е потребно да се создаде нова инфраструктура и да се шири градот на делови кои досега не биле атрактивни затоа што немало примарен степен на уреденост, немало сообраќајници, немало водоводни канализациони мрежи и затоа можеби Штип не се развивал и не се зголемувал. Но кога ќе создадете основен степен на уреденост и кога ќе овозможите овие делови да се на среден рок развиваат, за очекување да истите бидат населени со луѓе, а јас верувам дека, имајќи го во предвид интересот, дека многу жители од помалите населени места од Штип бараат и посакуваат свој дом да имаат во нашиот град, затоа што имаат поголем социјален живот во Штип, имаат поголема можност за вработување, имаат подинамичен живот, нешто кое што во помалите места го нема, и тоа е судбината на, еве да кажам, нашите населени места. Помалите, на жалост, стануваат се попразни за сметка на поголемите градови. Така се случувала транзицијата, миграцијата на пазарот на труд и така се развивало Скопје во минатото, од град од одреден број на жители, прерасна во еден град кој што веќе е нефункционален, заради тоа што не може конфигурацијата да ги задоволи потребите. Гледаме сега дека полека, но сигурно Штип се развива и се зголемува, можеби во моментов на дневна основа, доаѓаат, гравитираат луѓе, остваруваат своја екзистенција овде, но јас сум сигурен дека полека, но сигурно ова нема да биде на дневна основа, туку еден голем процент од оние кои на дневна основа доаѓаат, престојуваат во Штип, ќе имаат мотив да бараат свое место и свое живеалиште токму во нашиот град. Реков, при елаборирањето на буџетот денеска,
објаснивте кои се клучните проекти кои што ќе се реализираат и ќе одиме подоцна и на нив, како и на овие кои што во моментот се оние клучни кои што ги имаме на крајот на годината и ќе се пренесат во наредната. Но пред тоа, за едно искуство, точно една година отприлика има откако, можеби малку и повеќе, откако популарната едносмерна е пешачка зона. Со многу контроверзи, нели, различни реакции ваму таму. Како вие гледате после една година на тој потек кој што долго време се говореше, се бараше? Дали ја оствари својата функција и очекувате ли уште да се развива во некоја насока таа, како пешачка зона? Многу често во моето комуницирање со јавноста по однос на Штип, велам дека Штип мора да се визуелно и функционално промени. До пред 3-4 години незамисливо беше да се сменат одредени работи во Штип кои со години наназад функционирале. Јас слободно можам да кажам дека во нашиот град иселеници кои 10-15 години се немаат вратено во минатото и после 10-15 години велеа ништо не е сменето, се е исто. Замислете, светот, градовите, државите се менуваат согласно навиките, потребите кои ги носи новото време. Аналогно на тоа, јас сум човек кој сака да носи одлуки. Некогаш тие одлуки ќе бидат погрешни, некогаш ќе бидат исправни. Ќе бидат подложени на преиспитување, на критика, на нормално. Така е. Сите одлуки се така. Но подобро да се носи одлука отколку да не се носи ништо. И јас сум свесен дека при носењето на овие одлуки, при реализацијата на одредени проекти, ќе има проекти кои порано, некои подоцна, ќе ги рефлектираат ефектите во јавноста. По однос на шеталиштето, секако дека во овој момент, она кое што е потреба на новото време, во централното градско подрачје да имаме едно катче, една улица на која што граѓаните ќе се среќаваат и ќе немаат околу нив паркирани возила, туку ќе можат слободно да комуницираат, слободно да прошетат, е замисла која со оглед на тоа што се уште нема доволен број на соодветни објекти со соодветна намена на улицата, практично не е ефектуиран проектот кој е замислен да се реализира таму. Но со тек на време јас сум сигурен дека пазарот ќе си го направи своето, потребите и навиките исто така ќе бидат променети, за да може шеталиштето Ванчо Прке да биде од корист на граѓаните кои го користат. Во овие денови кога имаме новогодишен базар, кога имаме, еве да кажам, во центарот на градот една таква содржина, пријатно е чувството да се биде дел од оваа шеталиште, но јас посакувам ова да се случува во текот на целата година. За да се случува во текот на целата година, овде треба да ни се приклучи приватниот сектор и тие да се прилагодат на потребите на пазарот. Затоа што мораме да ги минуваме навиките. Нашите навики кои што ние ги имаме како менталитет и како народ, може би влечат корени од многу поодамна. Ништо не е вечно и ништо не е трајно. Може би некој од нас завршил одредено образование, но на пазарот на трудот не може да се пронајде со тоа образование. Тоа не значи дека треба да остане, да не се менува и да не се труди да екзистира, да заработува и да работи. Значи мораме да се прилагодуваме на потребите на новото време. Мораме сите ние кои живееме во ова општество да создаваме за да имаме поквалитетен живот. Само така ако ги поставиме работите, јас верувам дека ќе направиме позитивни промени. Општината како еден основен предуслов за развој се труди да го направи тоа, да создаде инфраструктура, да создаде можности, а приватниот сектор и граѓаните се тие кои треба да ги искористат тие можности. Затоа што ова е пазарна економија и ние немаме надлежност да регулираме кој каква дејност ќе работи. Но, еве, малку поопширен е мојот одговор, очекувам дека приватниот сектор ќе ги осети и ќе ги почувствува потребните промени кои треба да се случат на шеталиштето, за да истото шеталиште биде
едно место кое ќе биде попривлечно за секој еден од нас кој го користи централното градско подрачје во секојдневните потреби. Реков, некои од проектите се практично и ќе продолжат во наредната година. Обиколницата преку Пребег, булеварот Партизанска, веројатно паркот покрај булеварот Партизанска и објектите кои што ќе бидат покрај на местото на старото нервно одделение. Ајде започнеме од инфраструктурата. Дали имало прашање во емисијата во Проблем или песна зошто булеварот Партизанска не оди како булевар до населбата Баби, например. И што е планот таму? Што е планот со обиколницата околу Штип? И во едно ваше обраќање пред известно време најавивте нов патен правец или улица во самиот центар, кој што ќе поврзува некаде до Кулите, некаде од Дујлеток, па од Вардарска до Кулите кај полицијата, мислам дека беше. Еве, едно по едно, јас ќе се обидам да ги презентирам сите проекти кои се предвидени да се финансираат со овој буџет кој што денес го усвоивме, но и со наредните буџети во наредните 4 години. Да одговорам на првото прашање, зошто практично дотаму е стациониран булеварот Партизанска, затоа што во финална фаза сме на проектирање на една нова сообраќајница со нов мост на река Брегалница, поврзувајќи ги населбата Баби со населбата Балканска, приближно онаму каде што завршува моментално булеварот Партизанска. Практично ќе имаме една нова сообраќајница која ќе го поврзи Штип на два дела, ќе овозможи растеретување на сообраќајниот метеж кој што ни се случува последователно кога од индустриската зона кај населба Железничка, кај населба Балканска заминуваат од работа вработените и овде најповеќе се случува еден сообраќајен метеж, но не е само сообраќајниот метеж причина за оваа планирана инвестиција, туку перспективно сметаме дека доколку има побрза и посоодветна поврзаност на сите делови од нашиот град, ќе имаме позасилена динамика на развој. Тоа е едниот проект кој сум сигурен дека ќе додаде вредност и ќе овозможи развој, капитален проект. Во финална фаза е проектирањето, некаде во средината на 2026 година очекувам да започнат активностите за изведба на тој мост и на таа сообраќајница, онаму каде што завршува булеварот Партизанска кон населбата Баби. Да продолжам понатаму за другите проекти кои што ги начнавте. Во претходниот одговор кажав дека се планират неколку населби нови кои ќе овозможат градот да се диспрезира и да се шири. Тоа кое што е наше секојдневие и навики кои ги имаме е дека се е сконцентрирано во централното градско подрачје. Практично ние имаме еден административен центар на неколку метри должни, имаме административни згради на институции, училишта, болница регионална. Практично во една улица е сконцентриран половина град. Да, во суштина од здравниот дом до црквата, не и до црквата, можеби и до домот на културата или универзитетот до таму. Апсолутно. И мајки го во предвид постоечкиот начин на функционирање. И мајки во предвид дека од година во година секое семејство го зголемува бројот на автомобили, и мајки во предвид дека Штип станува регионален центар и на дневна основа имаме 1/3 од вкупните возила кои влегуваат во централното градско подрачје се од луѓе од страна, имаме зголемена потреба од одредени нови сообраќајни решенија и проекти кои верувам дека ќе помогнат во надминување на проблемот со густината на сообраќај во централното градско подрачје. Еден таков проект е нова сообраќајница од паркот Бриони, новиот практично кружен тек кај Порта Пролет, нова сообраќајница која ќе води кон средното медицинско училиште Јанен Сандански и кон новата зграда на клиничката болница. Што ќе овозможи ова? Ќе овозможи директно поврзување на жителите на овој дел од градот, да не ги користат на улиците Вита Попјорданова, Мирче Ацев и Љубен Иванов,
моментално овие три улици се единствената врска на жителите од овој дел на градот. Дополнително знаете дека Средното медицинско училиште и клиничката болница се институции кои се посетени од доста луѓе од страна, кои дополнително ги оптеретуваат овие веќе постоечки сообраќајници кои пред малку ги напоменав, така да оваа сообраќајница ќе користи многу за намалување на густината на сообраќај на веќе постоечките три сообраќајници кои се директна врска на тој дел на градот, на жителите кои таму домуваат и на институциите кои ги напоменав. Да продолжам понатаму. Ке имаме сериозен предизвик пред нас, но сме решени да го надминеме тој предизвик со експроприација на десетина куќи на потегот од улицата Вардарска, која завршува пред основното училиште Гоце Делчев до црвената и зелената кула, народски познато, или до полициската станица. Тоа би било оној правец кој што сега е еднонасочен од ординацијата Златко Стоименов кон Така е. практично Вардарска горе кај Гоце Делчев. Што ќе овозможи ова? Ќе овозможи сите луѓе, сите возила кои влегуваат во централното градско подрачје. Во моментов имаат два влеза во центарот на градот. Едниот е кај црквата Свети Никола и вториот влез е Борис Кидрич преку зградата Промаја. Оваа нова сообраќајница со двонасочна комуникација ќе овозможи сите жители на едниот дел на градот да комуницираат со централното градско подрачје преку оваа сообраќајница која ќе ги растерети овие претходно две напоменети сообраќајници. Свесен сум дека на самата траса има постоечки објекти куќи кои ќе бидат соодветно надоместени. Потребно е да се обезбеди буџет. Тој буџет е од буџетот на граѓаните, од парите на граѓаните. Но ако планираме да го развиваме Штип и ако планираме Штип да се развива и да се трасира развојот на Штип за наредни 10-20 години, ние мораме да создадеме трајни капитални решенија. И во насока на ова сум оптимист дека согласно деталниот урбанистички план не е завршена сообраќајницата Вардарска, е завршена до едни објекти кои излегуваат на самиот пат. Тоа се објекти на ромски семејства кои десетици години наназад обстојуваат таму. На некој начин субстандардни се но прилично објекти се реално. Потенцијален ризик за сите учесници во сообраќајот. Како имат направиот аспект на тие објекти? Дел од нив се легализирани, дел од нив имаат нерешен имотен правен статус, така да ќе ги искористиме сите правни механизми да се изврши експроприација и расчистување на трасата за да го поврзиме централното градско подрачје со улица Вардарска. И практично од крстосница Кружен ток Дујле, сите кои транзитираат кон центарот на градот, користејќи ја улицата Вардарска, ќе можат да стигнат до центарот на градот многу полесно од тоа кое што во моментов имаат можност. Сигурен сум дека ќе има многу незадоволство, затоа што на трасата има постоечки објекти. Сигурен сум дека ќе има незадоволни од висината на доместокот. Но ние ќе го почитуваме законот, а законот предвидува дека се што е јавен интерес, доколку согласно детален урбанистички план е предвидено, мора да биде завршено. И во таа насока најавувам дека за да создадеме развој на нашиот град, мораме да носиме одлуки. Оваа одлука можеби некому нема да му се допадне, но мораме да го развиваме градот. Да продолжам понатаму со активностите кои ќе ги превземаме. Имаме потреба од зголемен број на паркинг места. Објектите кои беа срушени веднаш до трговскиот центар се објекти кои отворија простор да на таа површина во строгиот центар, согласно детален урбанистички план, се изгради катна гаража на 5 нивоа. Дали според планот тоа е предвидено? Да, согласно постоечкиот детален урбанистички план, таму е предвидено катна гаража. Имајќи во предвид дека имаме зголемена потреба на паркинг позиции и дека тоа кое што ни се случува во градот е немање на паркинг простор, од нужна потреба е изградбата на оваа катна гаража.
Дополнително што во моментов се гради катна гаража на 3 нивоа кај зградата Промаја, која верувам дека во првото тромесечие на 2026 година ќе биде ставено во функција и ќе овозможи дополнително 50 паркинг места. Да продолжам понатаму, во моментов се проектира катна гаража, веднаш позади административната зграда на општина Штип, искористувајќи го празниот висинската разлика и празниот простор во дворот на стариот здравен дом, со просторот кон административната зграда на општина Штип, да се овозможи паркирање на 3 нивоа и обезбедување на некаде околу 70 паркинг позиции. Ова се стари делови на нашиот град, кои се инфраструктурно создавани пред повеќе од 50-100 години. Не се ни знаел дека Волку ќе има и возила и жители, така ќе се развива градот, да. Кога никој не го планирал Штип со ваква динамика на развој, со вакви потреби, кога во Штип имало неколку стотици возила, а денес имаме илјадници возила кои на дневна основа влегуваат. И клучното за крај, по однос на решавањето на проблемот со централното градско подрачје, е регулацијата на паркирање. Тоа кое што во минатото ни се случуваше е свесно допуштање заради социјалниот статус на жителите во нашиот град, заради тоа што сметавме дека создавајќи нови паркинг места ќе ги задоволиме потребите за паркирање, но очигледно е дека сме направиле соодветна грешка во нашата проценка, затоа што колку и да создаваме паркинг места, ние нема да ја задоволиме потребата на граѓаните, затоа што имаме на дневна основа граѓани кои своите возила ги оставаат во централното градско подрачје повеќе од 8 часа. Факт е дека секогаш кога имаме човечки фактор во спроведувањето на казнувањето и наплатата и ненаплатата на паркингот, има потенцијален ризик од селективна правда. И затоа веќе сме во процес на имплементирање на една апликација за Smart City, со која што ќе овозможиме сите возила кои се паркирани во централното градско подрачје да бидат евидентирани со камери, преку кои што камери ќе имаме точен увид електронски дали истото возило има платено паркинг или нема платено паркинг. Штом влезе во дигитална евиденција, нема простор и можност за злоупотребување и неплаќање. Практично го изолираме човечкиот фактор во казнувањето и санкционирањето. Дополнително што санкционирањето нема да биде само со поставување на оние познати блокатори, туку со дистрибуирање на платни налози за сите кои што не платиле паркинг, односно сториле сообраќајен прекршок. Свесен сум дека навиките кои што ги имаме е да завршиме соодветна работа во централното градско подрачје, по можност со возилото да бидеме најблизу до соодветната локација. Но верувајте дека на еден долг рок ова ни носи дополнителни проблеми на сите нас. Сите учесници во сообраќајот имаат некаква потреба, но доколку нема ред и нема правило, тогаш имаме сите проблеми. Го споменавте Smart City, колку се значи ли тоа промена во целокупниот начин на плаќање на паркинг во Штип? Тоа кое што моментално го имплементираме и кое некаде на почетокот на март месец ќе отпочне со функционирање е поставување на камери, дополнително инсталирање на камери на возилата на јавното предпријатие Стипион, кои ќе ги нотираат и ќе ги евидентираат сите возила на еден дигитален начин, влегувајќи во таа евиденција кои се паркирани на местата позиционирани за паркирање. При тоа, тој софтвер
ќе генерира податоци, преку кои податоци ќе се намали можноста за злоупотреба и за евентуално неплаќање на оние кои што ќе бидат евидентирани. Свесен сум дека навиките кои што ги имаме стекнати не соодветствуваат со ова кое што сакаме да го имплементираме. Поготово што ќе мора да направиме зонско паркирање, односно утврдување на зони кои ќе бидат временски ограничени за паркирање. Непоимливо е, незамисливо е во било кој град во светот, каде и да одите, да некој дозволи 8-часовно паркирање во централното градско подрачје. Да, имате и различни цени во различни зони, барем во некои градови. Свесен сум дека има доста голем број од вработените во јавната администрација кои работното време име 8 часа и доаѓаат со автомобил на работа. Но затоа има такви зони кои ќе го овозможат тоа, кои се подалеку од централното градско подрачје и дополнително она кое што ќе биде промовирано е субвенционирани цени на јавниот превоз. Паралелно на ставањето ред со паркирањето, ќе нудиме можност со зголемен број на линии на јавниот градски превоз, сите практично вработени во јавниот сектор и сите корисници на централното градско подрачје да имаат поголема можност, поголем број на линии во јавниот градски превоз во целиот работен ден, за да јавниот превоз биде целосно искористен. Стимулирани да го користат. Тоа се можностите кои што ги нудиме. Кога сме веќе кај Smart City и камерите, ова е една страна на користење значи за паркингот. Меѓутоа, најавивте поставување на безбедносни камери кои што ќе бележат како се чуваат поставената урбана опрема и слично. Колку она Safe City што би му дошло, ама некако во Скопје, колку тоа ќе биде и поврзано во иднина како еден систем Safe City како и во Скопје и во сообраќајот да регулира и во Штип. Тоа кое што ние дали е поврзано се во ова заедно? Податоците кои ќе бидат генерирани преку овие камери кои предмалку ги напоменав, така? Ќе можат да се користат за најразлични намени. Тие ќе можат да бидат искористени од страна на СВР Штип, ќе може да бидат искористени од комуналните редари, ќе може да бидат искористени од паркинг службите, ќе може да бидат искористени од други институции кои ќе имаат соодветна потреба, адаптирајќи ги своите методи на функционирање. Токму и тоа е нашата цел. Преку поставување на камери во централното градско подрачје, на сите сообраќајници, раскрсници, училишта, градинки, паркови, влезови на градот, да поставиме стандарди кои се независни од човечкиот фактор. Затоа што преку евиденцијата и контролата и оној мониторинг систем кој сакаме да го воведеме, ќе имаме можност за контролирање на она кое што е наша примарна дејност. Верувам дека и другите чинители и другите институции ќе ги користат овие камери и затоа напоменав дека јавното предпријатие Стипион ќе има можност преку овие камери, но и преку имплементирање на една алатка на Smart City да направи реорганизирање во начинот на наплата и контролирање на наплатата на паркирањето. Со ова сметам дека ќе се зголеми наплатата, ќе се намали безцелното паркирање на возила во центарот на градот по неколку часови. Сигурно сум дека ќе има реакција, но дефинитивно мора да се стави ред доколку сакаме нашиот Штип да биде поубав град и да биде во функција на граѓаните. Често велиме да биде пофункционален, ова го правиме во насока на функционирање. Реално за вакво нешто мора да се вклучи повеќе и сообраќање на полиција, бидејќи паркирањето е една работа, за станувањето кој каде ќе му текне турга работа, веројатно тоа ќе треба да се регулира, бидејќи овие денови имаме, јас затоа реков дека можеби одговоривте делумно на можеби еден од поголемите проблеми со кои се соочува Штип. Тоа е движењето, сообраќајот, овие денови пред новогодишно, но и често пати во одредени шпицови веќе имаме долги колони од црквата па се до судот и од двете страни кружат луѓе, не можат да најдат паркинг. Одговоривте на некој начин, тоа е она стратегија што ја планирате колку толку да се олесни
сето тоа. Но да се вратиме на уште некои најави. Во таа најава кога гледав пред известно време кога говоревте за овие улици, она кон медицинското училиште и она од Дујлето до Кулите, најавивте дека булеварот Гоце Делчев, мислам дека беше на излезот кон Три чешми, ќе се продолжи да биде булеварско решение некаде веројатно до петлјата пред излезот на автопатот. Да. Кога тоа се планира и дали наредната година има шанси да се работи на тој проект? Тендерската постапка е веќе завршена, средствата се обезбедени и очекувам некаде напролет да се влезе со активности за изградба на овој булевар во должина од 1,6 километри. Тоа е влезот на градот. Верувам дека ќе ја зголеми безбедноста во сообраќајот, практично ќе го урбанизира тој дел дополнително, но не е само овој проект. Она кое што ќе се случува во 2026 година се рехабилитација на многу улици кои се амортизирани и кои по приоритет ќе се работат. Дополнително нешто кое вреди да се сподели со јавноста е имплементирањето на SCADA систем на водоводната мрежа. Загубите на вода кои јавното предпријатие ги бележи константно секоја година наназад откако е формирано, се повеќе од 60%. Замислете, таа вода е филтрирана, преработена, се дистрибуира во мрежата, се пушта во мрежата, но не се фактурира. 60% од обработеното и вложеното се фрла, како пари да се фрла, треба. Така е. И ова го плаќаат граѓаните. Затоа што за да функционира јавното предпријатие, на крајот на денот граѓаните ги плаќаат овие загуби. За да се намалат овие загуби, влеговме со реализација на еден проект на 35 точки на водоводната мрежа да се постават дигитални читачи на протокот на вода, за да точно се констатира електронски, дигитално, колкава е потрошувачката на одредени делови од градот и практично ќе имаме контрола на загубите и потрошувачката. Онаму каде што ќе се констатира и нотира дека имаме поголема потрошувачка од вообичаеното, ќе можеме да го лоцираме тој дел, ќе можеме да се фокусираме на испитување зошто имаме толкави издатоци на количини на филтрирана вода за пиење. Верувам дека еден огромен процент се нефактурирани сметки кражби на вода, а исто така имаме еден огромен процент на вода која се губи во застарени водоводни мрежи, подземно понира, за која што во моментов немаме евиденција затоа што немаме SCADA систем и немаме дигитална можност за евиденција на протокот на вода низ цевководите. Со овој проект сигурен сум дека голем процент ќе се намали загубата на вода, со тоа ќе се подобри финансиската состојба на јавното предпријатие ИСАР. Ако на ова ги додадам двата резервара кои се веќе изградени и треба да се стават во функција, се чека само нивно цевководно поврзување, тоа е резерварот Пребек и резерварот Мери. Вкупната капацитетност на овие два резервара е повеќе од 2000 метри кубни, што е некаде приближно исто колку што е резерварот во главниот резервар во филтер станицата. Што значи дека ние го дуплираме капацитетот на резерварите од веќе постоечкиот со изградбата на овие два нови резервара, што значи дека можеме да водоснабдуваме уште толку голем град колку што е во моментов Штип. Затоа реков пред малку дека развојот на Штип ние мораме пред време да го планираме. Развојот и градењето на населбите мораме исто така пред време да ги планираме. Да не ни се случи после известен број на година она што се случува со централното подрачје и со старите делови од градот. Нормално. Така е. Освен овие два резервара, за следната година се планира да се изгради уште еден резервар, тоа е резерварот Каваклија, кој ќе го зголеми капацитетот на вода во тој дел од градот, ќе овозможи поголем притисок на жителите од населба Каваклија Суитлак и на тој начин ќе се стабилизира водоснабдувањето во сите делови од градот. Веќе надминат е проблемот со прекините во летните месеци, кога заради недостаток на бунарскиот систем со капацитетност имавме рестрикции во минатите години на високите места.
имавме понизок притисок заради тоа што линија 2 не беше изградена, веќе ова прашање е затворено. Овие резервари кои ќе бидат ставени во функција, кои се веќе изградени, дополнително ќе помогнат во состојбата со водоснабдувањето. Да продолжам понатаму по однос на мерките кои ги предвидуваме, е поставување на 6000 водомери со далечинско читање. Практично ќе се скрати процесот на евидентирање на потрошената вода за пиење во домакинствата, кај 6000 домакинства, и со тоа ќе се намали потребата од работна сила на таа позиција во јавното предпријатие ИСАР. Значи, ова се конкретни мерки за рационализирање на трошоците на јавното предпријатие, модернизирање на начинот на функционирање и подобрување на состојбата со водоснабдување. Во 2026 година, конечно, после долги години комуникација како требало да биде, зошто тоа не е направено, се предвидени средства и за конзервација и реставрација на тврдината ИСАР. Тоа е белег на градот, културно наследство кое го имаме. Штип е познат како градот под Исарот. Ако го посетите Охрид, прво што ќе ви остави впечаток е Самуиловата тврдина. Ако го посетите Скопје, прво што ќе ви остави впечаток е Калето. По примерот на овие стари градови, Штип е град со своја историја, свое минато, кое треба да биде соодветно конзервирано, реставрирано. И во насока на ова се одлучивме да се издвојат средства и конечно во 2026 година да се започне процесот за конзервација, реставрација на тврдината Исар со 3 куполи и со целосно осветлување. Сигурен сум дека ова ќе биде една дестинација која ќе биде посетувана од сите гости од страна, но и од нас штипјани, да имаме причина повеќе да го посетуваме Исарот. Само по себе ќе создаде можност за отварање на нови содржини таму, поврзување и слично. Тоа се визиите, стратегијата за развој на нашиот град, но не е само ова, има низа на други проекти кои се планираат, кои сум сигурен дека ќе посветиме внимание и желба да ги реализираме. Моја лична желба е конечно да се реализира проектот Бањски туризам, искористувајќи термалната вода во Бања Кежовица, и сме на добар пат, затоа што деталниот урбанистички план таму веќе е усвоен. Се прави сообраќајница која директно ќе ја поврзи Бањата Кежовица со нов пат, тоа е обиколницата, со еден крак кон Бањата Кежовица. Се прават нови содржини, еве веќе во наредниот месец ќе се започне со изградба на парк, веднаш долж коритото на река Брегалница, одма после Бањата Кежовица, кон стадионот Кежовица, парк во површина од 20.000 метри квадратни, целосно осветлен, уреден, со урбана опрема. Ќе се реконструира, односно ќе се обнови стадионот кој се наоѓа таму, и јас сум сигурен дека во периодот кој што следи ќе се мотивира одреден собственик на капитал да изгради хотелски капацитети, затворени базени, отворен базен. Го промовирате ли ова меѓу евентуални инвеститори? Верувате дека не пропуштаме прилика со сите собственици на капитал, независно дали се од Штип или надвор од Штип или надвор од Македонија, да го презентираме ова богатство кое го имаме. И сите предуслови кои тие ги бараа во минатото, полека но сигурно ние веќе ги задоволуваме. Детален урбанистички план, пристап, инфраструктура, сето она кое чиста вода за пиење, минерална вода која ќе им стои на располагање за да ја користат. Сите услови кои претходно биле доведени до прашање, сега веќе се надминети. Јас верувам дека со преговори и она кое што сакаме да го добиеме во градот, а тоа е еден здравствен бањски туризам, да можат гости од страна да доаѓаат во Штип, да ја подобрат локалната економија, да го искористиме тој потенцијал, да се развие тој дел на градот и на тој начин да го искористиме
туризмот како нешто, дејност која ќе создава капитал и пари во локалната економија. Универзитетот Гоце Делчев ни е потенцијал кој како град ни значи многу, но и туризмот е нешто кон кое треба да се стремиме, треба да се фокусираме, доколку најдеме начин и можност да мотивираме приватен инвеститор, јас сум сигурен дека ова ќе донесе голема вредност во нашиот град. Се уште ги немаме искомуницирано сите проекти кои ги имаме зацртано во новата програма и во новиот буџет, но едно по едно, реализирајќи ги овие работи, Штип навистина има капацитет и потенцијал да се развива и да биде буквално кажано центар на овој дел од Македонија. При крај сме на емисијата, пред да одам кон тие завршни прашања, рековме на местото кај што се сруши објектот кај трговскиот центар, катна гаража предвидена со деталниот урбанистички план, што е на местото на старото нервно со планот и што планирате таму? Споменавте дека зона за домување. Зона за домување, така како што напоменав, се уште не е усвоен тој детален урбанистички план, затоа што деталните урбанистички планови мора да ги проследат другите релевантни институции, министерства, така да во процес на носење не само овој опфат на детален урбанистички план, туку како никогаш претходно. Повеќе од 30 иницијативи за нови детални урбанистички планови имаме започнато како општина, 30 постапки за носење на детални урбанистички планови на различни делови од градот, а овој опфат е предвиден во иницијативата која поднесовме за детален урбанистички план за домување, затоа што сметам дека на тој начин ќе се генерира огромен приход во буџетот на општина Штип, а тој приход ќе биде искористен да создаваме нова инфраструктура и така едно по едно да се реализираат проектите кои ги имаме зацртано. Кога се планира завршување на паркот, овој мегапаркот спроти Лидл? Оваа пролет сум сигурен дека ќе заврши овој проект кој нуди најразлични содржини, урбана опрема, водена површина. Верувам дека ќе биде едно примамливо катче за многу посетители кои ќе доаѓаат во нашиот град и на ова, еве да кажам, рекреативна зона. Навистина ќе биде едно несекојдневно место кое еве јас со нетрпение очекувам да биде ставено во функција, но согласно предвидената динамика за довршување, на пролет конечно ќе можеме да го ставиме во функција изградениот парк иднина кој се простира на површина од 70.000 метри квадратни. Од што според вас зависи интересот на инвеститорите да инвестираат во еден град, во Штип посебно? И што градот прави во таква насока? Видите, Горам и за странски и за наши домашни независни инвестиција. Општината е главниот иницијатор за инвестирање. Еве јас ќе ви дадам еден пример. Замислете местоположбата на Лидл на булеварот Партизанска, доколку општината не влезеше со реализација на булеварот, дали би можеле да замислите дека Лидл би се позиционирал на таа локација во минатото пред 5 години? Така. Дали би можеле да замислите дека некој инвеститор би сакал да купи земја по одредена сума на таа локација кај некогашното нервно оделение, доколку општината не беше иницијатор на решавање на долгогодишен проблем и на реализација на деталниот урбанистички план. Истото и со другите содржини кои што ги напоменав. Општината е таа која што создава услови, која што им отвара можности на приватниот сектор. И тие можности одредени собственици на капитал ги искористуваат, други тактизираат. Со изградбата на обиколницата, со изградбата на сообраќајниците кои предмалку ги напоменав, ние отвараме можност за зголемување на вредноста на земјиштето наоколу. И на тој начин ќе се зголемува и буџетот на општина Штип и ќе се создава развој. Ако општината не инвестира, нема да создава пари. Буџетот ќе стагнира или ќе опаѓа. До пред 4 години ние бевме еден типичен пример на општина,
се сеќавам на разговорот со ревизорите кога станав градоначалник. Првата недела повикав ревизија од Државен завод за ревизија и разговарав со ревизорите и тие велат како е можно општина Штип секоја година по одреден процент да се зголемува по број на изградени објекти, а буџетот да се намалува. До пред 4 години имавме 5 пати помал буџет од тоа што го имаме денес. Ако општината не е иницијатор, ако не носите одлуки, ако не создавате инфраструктура, ако немате визија, некогаш и ако не грешите, нема промени, нема развој. Јас можам овие 4 години ништо да не правам и еве умерена политика. Да не се носат одлуки, да не се да не се ризикува. Оваа спорна сообраќајница која што вие пред малку проследив, сигурен сум дека ќе таргетира многу семејства и ќе има негативна рефлексија во односот мој со овие семејства. Можам и тоа да го правам. Можам да бидам умерен во политиките и англиска кралица. И да не се носат одлуки. Но што ќе донесе тоа? Ќе стагнира градот, нема да се развива, нема да имаме нови средства, нема да имаме нови градби. Така да, јас поинаку ја перцепирам локалната самоуправа и за многумина тоа е исправно, затоа што ако вие не го движите процесот, ако не создавате, ако не носите одлуки, не можете да очекувате дека приватниот сектор ќе го прави тоа. И затоа пред малку кажав, за да мотивираме некој да инвестира во бајанскиот туризам, ние мораме претходно да создадеме услови. Не можеше досега да се инвестира во бајанскиот туризам затоа што немаше маркици за хотели. Како вие ќе седнете со некој инвеститор, ќе разговарате, првото прашање ќе биде дали имате маркица за хотел, дали имате маркица за болница. Пред 4 години започнавме со носење на детален урбанистички план. И на тој дел таму. На тој дел и го усвоивме. Веќе имаме маркици за болница, за хотел, за старечки дом, за парк, за спортски содржини. Веќе можеме да мотивираме некој да инвестира во тој дел. И нема како да не се развива тој дел перспективно. Прашање на време е. Но во минатото немало ниту маркици, немало ниту вода. Зборувам за чиста вода за пиење, затоа што немало резервари, немало дел од проектот Линија 2 не бил имплементиран. Немало сообраќајница. Единствена сообраќајница која што водеше до бањата Кежовица, во минатото беше патот кон Радовиш. Така да, за да развивате нешто, мора прво да создадете соодветни предуслови кои ќе бидат иницијатор за развој на градот. Тоа го правиме, создаваме содржини, мотивираме приватен сектор да инвестира и затоа во Штип имаме движење, имаме побарувачка, имаме интерес кај граѓаните да доаѓаат во нашиот град. Еве, пред нас е дочекот на нова година. Со тоа сакав и да завршиме, да се свртиме на она што им го подготвивте со оглед на тоа што досега се случуваше и што ќе се случува во овие денови. Замислете во минатото како изгледало централното градско подрачје во Штип пред Нова година. И каков е бил интересот на штипјани, но и на луѓето од страна. Денес стотици возила на дневна основа кога ќе прошетате во централното градско подрачје, ќе забележите дека се со регистарски таблици од страна. Тоа е така затоа што сме создале услови Штип да биде едно пристојно место за одредени луѓе од другите околни градови да дојдат пред новогодишно да испазаруваат во нашиот град, да прошетат, пред новогодишно да го посетат новогодишниот базар и на тој начин да го направиме поатрактивен нашиот град. Незамисливо е било да во минатите години направите дочек во централното градско подрачје за Нова година. Немало интерес, затоа што немало понуда. Така да едното со другото е многу зависно. Колку ќе давате, толку ќе ви се враќа. Колку ќе инвестирате, толку ќе се развива градот. Со тоа и да завршиме, како што реков, имаме програма веќе известен период новогодишна на пешачката зона.
Што ќе се случува во наредните денови за новогодишната вечер? Најавивте дочек дека има организиран. Да, веќе ова се последните денови од оваа календарска 2025 година. Цел месец имавме организирано соодветна програма со која што се анимираа најразлични генерации од најмлади до највозрасни. Посакувам преку дружба, преку една позитивна атмосфера да ја испратиме старата година на шеталиштето Ванчо Праќе, и во име на тоа ги повикувам сите наши сограѓани, но и сите оние кои што не следат од околните населени места, заедно да испратиме старата година и да дочекаме новата година на шеталиштето Ванчо Праќе со музичката програма која што е предвидена, така да сето она кое што можевме да го направиме како локална самоуправа е на еден најдобар начин да овозможиме луѓето да излезат од секојдневните грижи, да ја почистуваат таа празнична енергија, празнична атмосфера, да се извидат со своите пријатели, со граѓани на шеталиштето Ванчо Праќе и на тој начин да ја дочекаме новата година со желба за поголем развој, за поубави работи, да не следат сето она кое што секој еден од нас го посакува. Веројатно и таа вечер ќе искористите да им честитате на своите сограѓани. Ова беше пред новогодишното интервју со да знаат во која насока ќе се движиме, во кој момент е штип. Очигледно реков, задачките кои што си ги задавате сами, веројатно ќе треба да ги следите во наредната година. Се надам дека тоа ќе биде успешно во интерес на сите во нашиот град. Ви благодарам за гостувањето, за среќни празници. На новогодишната ноќ се надевам. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас за можноста и како што и вие пред малку споменавте, ќе искористам приликата и можноста заедно со моите сограѓани да ја дочекам новата година на шеталиштето Ванчо Праќе, и во име на тоа ги повикувам сите наши граѓани да дојдат и заедно да ја дочекаме новата 2026 година. Благодарам, многу успех наредната година, се гледаме, се разбира, со сите емисии, следи на се што се случува. Почитувани гледачи, тоа беше предновогодишното интервју со градоначалникот на Штип Иван Јорданов. Слушнавте новиот буџет, каде ќе се распредели, слушнавте како ќе продолжи да се развива Штип, кој што практично во овие претходни 4 години си постави одредени норми кои што треба да се следат и да се продолжи со нив за раст кој што ќе биде добар за сите нас кои што живееме во овој град, па и за целиот исток. Останете во добро расположение. Ова е последно издание на Што мисли народ во оваа година. Ќе се видиме по празниците, до тогаш убави празници и успешна нова година.